Општина Кочани не е меѓу 5 во државата во кој започна процесот на инсталирање ИКТ опрема како дел од оперативниот план за дигитализација на правосудството. Во почетната фаза привилегија за онлайн судење ја имаат основните судови во Штип, Струмица, Кавадарци и Скопските кривичен и граѓански суд. Со овој проект започнува новата реалност, како кај најразвиените судски системи. Имено во постапките во кој странката, без разлика дали е сведок, вештак или обвинет, иако не може физички да биде присутна во судницата, сепак може да се одржи судење. Ова е многу поволно во однос на навременоста и ефикасноста на судовите. Дигитализацијата на судството е еден од важните чекори во реформата на системот, особено во зголемување на ефикасноста и транспарентноста. Успешноста во реализирањето на активностите на ИКТ Советот се гледа во беспрекорното функционирање на дигиталните услуги за издавање уверенија и потврди од прекршочната и кривичната евиденција. Веќе следната недела ќе се потпишат меѓуинституционално договори за овозможување електронска размена на податоци и документи, и тоа помеѓу клучните државни институции како што се Министерството за внатрешни работи, Државната комисија за спречување корупција, Државната изборна комисија, Централен регистар и Управата за финансиска полиција. За опсево главниот фокус на процесот за дигитализација во правосудството мора да останат гаранциите за правото на јавно и правично судење во разумен рок, како и почитувањето на пресумпцијата за невиност и заштита на приватноста. Инаку, иако нема конкретни најави, во Основниот суд во Кочани очекуваат дека ќе бидат опфатени со некои од напредните фази на дигитализација, што се очекува да предонесе за поефикасно функционирање.